сме 99%. Почитувани, добре дојдовте во новото издание на емисијата 99%. Емисија во која се слушаат граѓанските ставови и интимните ставови на секој поединец и граѓанин на нашата држава. За оваа денешна емисија подеднакво имаме интересна тема како и за минатата. Станува збор за влијанието кое што го имаат невладините организации во општеството, барем во оние сектори во кои што тие имаат можност и да делуваат. Пред да ги представам моите денешни гости, најпрво ќе погледнеме два прилози кои што се однесуваат токму на работата која што тие ја сработиле во рамките на нивните организации, па потоа се враќаме во студио и започнуваме со денешниот разговор. Податоците на глобално ниво кажуваат дека се уште постои нееднаква дистрибуција на ресурси, права и моќ меѓу мажите и жените. Жените се уште се соочуваат со нееднаквости во однос на можностите за вработување, добивање плата, пристап до правото на здравствена заштита и негово остварување, правата во бракот и семејството. Речиси во сите сфери на општественото живење, доминантната моќ најчесто ја имаат мажите, велат од Центарот на заедницата Струга, кој денес организираа средба на граѓаните со членовите на Комисијата за напредување на равноправноста помеѓу половите при Советот на општина Струга. Надеваме дека ќе добиеме некои квалитетни предлози кои што советничките кои што се присутни на овој состанок ќе може да ги кажат на совет и да продискутираат и да издействуваат, значи поголема застапеност на жените во Советот на општина Струга и во сите други сфери на општествениот живот. Значи јас лично сметам дека по денешниот состанок сите жени кои што ќе бидат присутни на овој состанок, а и советничките, значи ќе можеме да одлучиме, односно да продискутираме за поважните функции во градот, како на пример зошто да не и жена да биде кандидат за градоначелник на следните избори или зошто жените да не бидат присутни да работат некои струки како што се пример во пожарната, да бидат директори на општинските предпријатија, директори на средните стручни образованија и со тоа да го зголемиме процентот на застапеност на жените на позначајните функции во градот. Од комисијата нема многу да кажат на оваа тема, бидејќи како што изјави Бранкица Мариновска, комисијата досега само еднаш се состанала. Нивниот став е дека жената е многу малку вклучена во општествениот живот. Освоена е, а немаме ништо реализирано. Одвоени се буџетски средства за работа на оваа комисија, а досега не е направено апсолутно ништо. Сега, од кај е проблемот, што е можда и во комисијата, можда во координаторот на комисијата, не знам. Зато денеска, со помош на Центарот на заедниците, решивме да отвориме една дебата за улогата на жената во политиката, па со отворањето на ова дебата, рачунаме дека и комисијата, еве јас како член, тука е и другиот член на комисијата, дека ќе почнеме да работаме. Во општина Струга, мислам конкретно баш на раководно место, виж како жена нема ништо. Нема ни 1%. Сметате дека треба да има? Сметам дека треба да има, пошто и во општина Охрид председавач на совет е жена, па ред други имат, мислам и во Македонија и подалеку има и председател на држава и се, значи мислам во тој аспект од жената. Представничката од општина Струга Сервер Шашко највисоко го подигна гласот за родовата застапеност на жената во системот. Таа укажа дека се уште владее системот дека жената може да биде добра мајка и домаќинка, а за политиката се само мажите, што според неа не би требало да биде така. Јас би нагласила не само мажите, него само докторите изгледа. Обично во политиката сите доктори се усмерија, макар да ги заборавија основните нивни принципи зошто се потребни во овој систем. Јас не би ги деградирала, може би се способни. Меѓутоа, за политика да се води не е баш лесна работа. Јас политиката ја разбирам како еден нож што сече од двете страни. И ние стружаните не зборуваме дека треба да се јагува за да не се пресечеш. Затоа треба малку да размислиме и да водиме една кампања или да се бориме. Не тоа само секоја трета да биде жена, него и секоја една успешна да се го завземе местото каде што може.
Треба да се подигне свеста дека жена може да биде раководител на сектор, градоначалник, премиер и лидер, вели Шашко. Нејзините размислувања се дека кога не се може без жена во системот и дека жената не е потребна само во приватниот живот, со самото нејзино учество во општествениот систем треба да биде рамноправна. Ние сме 99%. Еколошки хотели кои користат соларни панели за грејење, економични тушеви, користат природна светлина, хотели кои служат само органска храна од локални земјоделци, а остатокот од неискористената храна го даваат на бездомните лица, кафетерии кои организираат дружења за социјално загрозените семејства и нудат бесплатни пијалаци. Ви звучи како список на учесници на некој светски бизнис форум? Епа не е така. Станува збор за иновативните бизнис идеи на младите предприемачи од Охрид и Струга, кои освен идејата за профитабилен бизнис, се потрудиле во своите бизнис планови да го вклучат и елементот на општествена одговорност на компаниите. Еве дел од идеите кои тие ги презентираа. Нашата идеја беше да кафе да се вика кафе Муавет. Нашата идеја да беше да имаме и ние придобивка, но да има и за некои личности кои што бил животот немилосреден, да има и за нив придобивка. На пример, кај нас во кафичот ќе има, значи, поголема предност за вработување на оние лица кои што се со помал број на со помалку примања во нивната фамилија. Или ќе се одржува еднаш или два пати во неделата за деца со посебни потреби друштво, значи дружење, частење, печење, светото ќе биде покриено од наша страна. Тоа ние го правиме за нив затоа што да не се осетат некако отфрлени од нас. Тоа беше нашата цел, нашата замисла. И нашата идеја беше за да се изгради екохотел кој ќе содржи многу еколошки и кој ќе содржи повеќе еколошки елементи и се надеваме дека во иднина сите хотели ќе биде така, за да загадувањето да биде да се сведи на помало. Грејењето може да биде соларно, топлините, сето тоа да биде природно, да имаме отворени прозори, собите да бидат со прозори и сето таа топлина да биде по природен пат, сето и грејењето и сите елементи кои што би можел, кои што сте биле позагадувачки да се сведат на помало ниво. Според директорката на Средното економско училиште Свети Кирил и Методи, каде денес се одржа надпреварот на општествено одговорни бизнис идеи, важен е и предприемачкиот дух кај средношколците, но и всадувањето на концептот на создавање на општествено корисни вредности. Ова е добро за младите, тие го развиваат предприемачкиот дух за нашето училиште посебно, бидејќи во рамките на економската струка бизнисот и бизнис размислувањето е еден од основните двигатели на размислувањата и за оформување на образованието и за вклучување во општествениот живот, но за сите млади, за сите ученици од другите училишта, предприемачкиот дух треба да се развива од млади нозе. Мерка на вредност создаваат кон општествените вредности, правилно размислуваат, се насочуваат дали од заштеда на енергија, дали од здрав живот, дали од помош на социјално загрозените структури во општеството, дали од грижа за младите. Значи се она што чувме беше на ниво на нивна правилно размислување. Денешниот надпревар беше финалето на проектот за развивање на предприемачкиот дух кај младите, а во рамки на кој беа одржани и средби помеѓу локалните бизнисмени и младите средношколци, а беше одржан и камп за млади предприемачи. Токму локалните бизнисмени беа и жирито кое ги оценуваше бизнис идеите на денешниот надпревар, па така првото место им припадна на учениците од Охридската гимназија со идејата за зелен хотел. Второто место го освои идејата за туристичка агенција која нуди сместување во екохотел. Третото место беше за ресторанот Карма, кој нудеше бесплатен ручек за загрозените семејства, додека четвртата беше идејата за кафетеријата Кафе Муабет, која пак вработуваше луѓе од семејства со пониски примања. На овој надпревар учествуваа 4 училишта, и тоа Средното економско училиште Свети Кирил и Методи од Охрид, Охридската гимназија и Средното угостителско и туристичко училиште Ванчо Питошевски, како и Средното стручно училиште Нико Нестор од соседна Струга. Проектот за млади предприемачи го реализираше локалната агенција за развој од Струга, која имаше и пригодни подароци за учесниците. Ние сме 99%. Почитувани, еве неповторно назад во студиото на телевизија ТВМ. Следува моментот во кој што ви ги представувам моите денешни гости.
Тоа се Катерина Василевска од локалната агенција за развој од Струга и уште една Катерина Талеска-Скепаровска, исто така од Струга, од Центарот на заедниците од ова општина. Најпрво, добре ни дојдовте во телевизијата вама. Добре најдовме. Добре ве најдовме и ви благодараме на поканата. Така, темата имавте можност да ја чуете. Какво е влијанието на невладините организации, на невладиниот сектор во општеството? Меѓутоа, не само во онаа филозофска смисла, колку се менуваат ставовите благодарение на делувањето на невладините организации, туку колку и реално невладиниот сектор успева нешто да придонесе или да ги скрши бариерите кои што постојат помеѓу граѓанинот како единка, меѓутоа и во општеството како целина. Да започнеме, Кате, ќе започнеме со тебе. Обично за невладиниот сектор важи она дека не им е толку јасно можеби на граѓаните во кои се сектори може да делуваат невладините организации. Често се споменуваат проекти кои што преминуваат од работат на една тема па на друга тема. Во што се може невладиниот сектор всушност да функционира? Да, па прво, пред да одговорам на прашањето, би сакала само да нагласам самиот термин невладин сектор носи со себе една негативна конотација. Значи, ние сме не за нешто, не за владата, секако многу работи зависат од владата, таму се носат одлуките. Пред се ви рекла граѓански сектор, да го нарекуваме граѓански сектор и инсистирам на тој термин да се употребува, бидејќи тој сектор носи една позитивна конотација. Граѓански сектор значи за граѓаните и за сето она што им е потребно на граѓаните. Значи не е против нешто, туку е за доброто на една голема група, така на сите, не само на голема група луѓе. И во оваа насока, ако го наречеме граѓански сектор, сметам дека има големо влијание, може да има големо влијание. Веројатно тоа што ги збунува на повеќето луѓе е токму таа терминологија, невладин, проекти, менеджмент, сите тие работи ги збунуваат на луѓето и ги прават да се чувствуваат дека тоа не е нивно, не е нивна собственост и не може нив да им помогне. И одма тука се редат некои етикети кои што не секогаш се вистинити, барем не за сите граѓански организации. Граѓанскиот сектор постоел од секогаш и во времето на бивша Југославија бил многу развиен. И тие волонтерски акции се граѓански акции. Тие играорни се граѓански форми на здружување, хоровите, сето тоа се некои граѓански форми кои што го прават ја прават социјалната кохезија, го прават тој флуид меѓу граѓаните да може да се здружуваат за позитивни цели околу одредени проблеми кои што ги засегаат да помогнат да се решат секако заедно и во позитивна насока со одлучувачите кои што се моментално на власт и со останатите сектори како и бизнис секторот. Така, во кои сектори е локалната агенција за развој делува? Локалната агенција за развој има 4 програми во моментот во кои што активно делуваме. Тоа е меѓуетничка соработка, бидејќи сметаме дека тоа е многу важен сегмент во моментот во Македонија и посебно во Струга каде што е седиштето на организацијата. Социјална вклученост која што ги опфаќа вклучувањето, интегрирањето во секојдневниот живот на сите ранливи, така наречени ранливи групи. Имаме младинска програма и програма за одржлив туризам. Секако местото каде што живееме е неминовно поврзано со туризам и затоа се обидуваме и во таа насока да дадеме наш придонес. Така, Катерина, во еден наврат од Центарот на заедниците на Струга беше споменато дека всушност вашето функционирање ќе биде во насока на некој начин отворање на општината, на портите на општината за обичниот граѓанин. Колку всушност невладините организации или организацијата во која ти делуваш имаат можност или ја имаат моќта да представуваат на некој начин една продолжена рака на граѓанинот во смисла на презентирање на сите оние проблеми со кои што граѓаните секојдневно се соочуваат пред оние кои што ја имаат или локалната или централната власт. Па добро, Центарот на заедницата на општина Струга не представува
конкретно, значи немаме својство на правно лице, ние сме дел од проектот Општина помирка на граѓаните, помеѓу Фондацијата Отворено општество во Македонија и Општина Струга, и основани сме се со цел да им помогнеме на граѓаните за полесно да пристапат кон услугите кои што ги нуди Општината Струга во конкретниот случај. Можеме да кажеме дека граѓаните доаѓаат во нашиот центар, ја видоа целта на нашето основање и запознаја нешто преку кое што може да го кажат својот глас, и сметам дека центарот представува добра можност за тоа што кажавте вие, продолжена рака на граѓаните. Ние секојдневно, значи, организираме средби на граѓаните со представниците од локалната самоуправа и директно граѓанинот може да го постави прашањето на надлежните во општината, и со тоа општината Струга да се покаже како транспарентна и отчетна општина. Сепак, значи, советниците се избрани од страна на граѓаните и тие треба да дадат отчет пред самите граѓани, а од друга страна ние како центар ќе следиме сите тековни проекти и им помагаме на невладините организации да аплицираат на некој конкретен проект и ги известуваме за сите моментални состојби во градот кои што нив ги засегаат. Колку локалната агенција за развој се чувствува како продолжена рака на граѓанинот, барем во оние сектори во кои што вие конкретно делувате? Можеме само да се надеваме дека тоа што го правиме им помага на граѓаните. Секако не може да помогнеме на сите 50.000 луѓе кои што живеат во градот, мислам дека се толку или помалку, но на одредени групи граѓани секако верувам дека им нудиме некои можности што ќе им овозможат подобрување на состојбата во сферите каде што делуваме. Ете, например, ние сме многу активни со училиштата. И во соработка со училиштата нудиме многу дополнителни активности кои што заедно во контекстот со официјалниот наставен план што го имаат, во комбинација со тоа даваат одредени можности плюс за учениците да се надградат, да ги надградат своите знаења. Така. Обично во турбулентни времиња невладините организации неоспорно имаат улога во општеството, меѓутоа за жал, барем во нашата земја е така случајот, да се случува многу често токму во такви времиња кога едноставно треба да се покаже лидерство и да се превземе некоја одговорност. Дел од граѓанските организации, не можеме тука сите да ги ставиме, ја бираат на некој начин полесната опција, па дури застрануваат и наместо да представуваат продолжена рака на граѓанинот, како што спомнавме претходно, тие представуваат продолжена рака токму на владиниот сектор, и па дури добиваат и политичка конотација и добиваат изразуваат поддршка на политички субјекти. Како да се остане на тој пат кој што неоспорно е главната мисија, да се биде представник на граѓанинот? Со вистинска мотивација претпоставувам дека јас сакам да верувам дека секој еден што влегол во граѓанскиот сектор, јасно му е во што влегува и влегол таму бидејќи не сакал да биде во политичкиот сектор, не сакал да биде во бизнис секторот, сакал да биде токму во граѓанскиот сектор и да го волонтира своето време, знаење, енергија за да направи активности добри за општеството. И ако мотивацијата на луѓето кои што влегуваат во овој сектор е поинаква, ако е профитна, тогаш јас би им препорачала да влезат во бизнис секторот. Ако е да извршат политичко влијание, тогаш би требало да се членови на политичка партија. И сега доколку сакаат со такви намери да влезат во граѓанскиот сектор, тогаш секако се случуваат конфликти. Така и се случува тоа што го кажа. Се подкопува ли мисијата на граѓанските организации на ваков начин? Едноставно да се наруши тој граѓански концепт, па обично во медиумите да се прикаже некоја друга страна која што е далеку од реалноста. Барем за повеќето граѓански организации кои што го следат патот што го зацртале. Можам да кажам дека секоја граѓанска организација треба да се знае за себе си. Сега да генерализираме не е фер, мислам, не можете вие да споредите бизнис од туризам и бизнис рударство. И двата се бизниси, но се во многу различни сфери. Така и во граѓанските организации не можете да споредите едни со други, бидејќи мислам дека луѓето во Македонија се свесни и можат многу лесно да проценат кои организации се
политички, кои се граѓански или кои прават активности за каква цел. И сека организација може да одговара само за себе си, не можеме да ги генерализираме затоа што имало една организација што била видливо политички ориентирана или профитно, дека сите се такви. Мислам дека не е фер да се суди така. Јас би се надоврзала на разговорот Катерина, значи конкретно ние наидовме на еден податок, во Струга постојат 136 граѓански организации, според последните податоци од страна на Централниот регистар на Република Македонија, но за жал можеме да кажеме дека од тие 136 многу е мал бројот на активни граѓански организации. Не можем да тврдам, но би рекла голем број од тие граѓански организации се фиктивни, дали само за да аплицира на некои проекти или за да конкретно да добијат некоја парична помош или нешто, но сепак од добрата волја и мотивацијата на луѓето кои што работат во овие организации, ева можеме за пример да ја земиме Порака Нова, која што им помага на децата со телесен инвалидитет. Тие луѓе, значи, кои што работат во оваа организација се многу мотивирани и гледаат повеќе од тоа да профитираат и од нивниот личен интерес. Па за жал, значи, многу мал е бројот на граѓанските организации кои што работат на некои конкретни проекти, имаат мисии кои што сакаат да створат и да направат нешто за доброто на општеството и на граѓаните. Коригирајте ме сега ако можеби ќе сгрешам, меѓутоа се чини дека генералниот впечаток, барем кај мнозинството од граѓаните, дека невладините организации се под некаков превес. На голем број граѓани не им е јасно во кои области делуваат невладините организации, кои се тие проекти кои што се спроведуваат, колку реален ефект имаат проектите кои што ги спроведуваат невладините организации, па токму поради тоа веројатно и се лепат етикетите кои што најчесто граѓанството знае да ги залепи на ваквите организации. Го спомена Катерина профитот условно, кој што е можеби една од оние омилени теории на заговор кои што ги практикуваат граѓаните, дека невладиниот сектор со проектите кои што ги спроведува не ги спроведува за некој, не знам, поширок бенефит на заедницата, туку пред се мотивацијата е остварување на некакви добивки. Може ли да се оствари профит со работа на ваков начин во граѓанскиот сектор? Пак ќе кажам, ако веќе зборуваме со невладини, јас би рекла дека граѓанските организации се пред се непрофитни. Значи не може и не смее да остваруваат профит. Така да сите организации граѓански кои што остваруваат профит не се граѓански организации, се нешто друго. Мене ми е навистина жал како човек што е долго време во граѓанскиот сектор, што ги гледам сите тие негативни асоциации на граѓаните за граѓанскиот сектор, но од друга страна кога гледам и јас што све се случува во граѓанскиот сектор, и мене ме збунуваат одредени организации. Како делуваат, што прават и зошто всушност постојат. И мене дури би ме збуниле, камоли на некој што нема никаков контакт или искуство со граѓанските организации. Но, според законот, секоја организација треба да има финансиски, наративен, годишен извештај, јавно достапен на веб страната или на останатите јавни медиуми, значи мора тоа да е јавно објавено и таму многу лесно може секој да провери дали организацијата остварува профит, колку профит и каде ги троши своите пари и со колку пари располага. Така што тоа е јавна информација што сите посериозни граѓански организации ја имаат. И тука таа дилема одведнаш може да се расчисти. Пак ќе кажам, зависи од членовите од основачите на секоја граѓанска организација. Така, зависи ли влијанието на една невладина организација и нејзината моќ да влијае некако во општеството од тоа со какав буџет располага? Секако дека зависи, нормално. Што повеќе пари имате, може да постигнете поголемо влијание. Тоа е едниот начин. Другиот начин е со макотрпна работа, со вистински успешни проекти на подолг рок да постигнете некое општествено влијание. Но секако кога ќе успоредуваме граѓанскиот сектор во Македонија се уште е во развој, не може да зборуваме за некое големо влијание на граѓанскиот сектор. Според мене се уште е многу рано. Така, имаше, прочитав едно истражување кое што го имаше некаде по медиумите, не се сеќавам точно каде, меѓутоа од прилика го кажува следното, дека некаде
околу 2000-та година, значи во тој период од 2000-та некаде до 2005-та, 6-та, 7-та година има експресен подем на организации кои што се од граѓанскиот сектор, еден бум, да речеме, од граѓански организации кои што во различни сфери делуваат, меѓутоа потоа следува некој период на стагнација, па дури за жал и назадување, во смисла како на некој начин да се изгубила моќта или да се изгубила вербата дека може како граѓанска организација да се придонесе нешто во општеството. Па дали би се сложиле дека граѓанскиот сектор барем во моментов е во таква фаза или пак си функционира сосема нормално онака како што е зацртано? Јас во тој период во 2000-та не бев толку активна во овој сектор. Тогаш се уште учев, студирав, го завршував моето образование, но знам дека во тој период имаше подем секако. Ние за жал или за среќа ја формиравме нашата организација после тој подем. И во тој период факт е дека се влевале големи пари од различни донатори, меѓу другото и во граѓанскиот сектор, и секако тоа придонесло да се развијат многу организации. Но како што кажав, тогаш кога ние формиравме нашата организација, сите ни велеа помина времето на невладините, така? Помина времето на парите. Но ние секако не ја формиравме организацијата за да заработуваме, туку за да оствариме позитивни влијанија во некои сфери што ги одбравме да бидат наши приоритети. И тоа и го правиме. Сега, секако дека има одредени структури кои што сакаат да вметнат пари, не само во граѓанскиот сектор, туку и во политичките партии и во бизнисите, и на тој начин да постигнат влијание. Но тоа секоја организација сама за себе си го знае, не можете, можеме само да предпоставуваме. Не можеме со сигурност да тврдиме. Колку сериозно кате локалните власти ја сваќаат работата која што вие ја работите како центар на заедниците, во смисла се однесуваат кон вас како токму она што е всушност и вашата функција, се однесуваат кон вас како продолжена рака на граѓанинот и на некој начин, популарно е во нашава земја, олеснувач на комуникацијата помеѓу овие два сектори, граѓанскиот и овај од локалната власт, или пак поинакви се искуствата кои што ги имате? Па јас јавно ја користам оваа прилика да се заблагодарам на општинската администрација и на градоначалникот што редовно не поддржуваат на сите наши настани кои што ги одржуваме. Со поддршка на вработените во општинската администрација реализиравме некои проекти кои што се од големо значење за градот, а и за граѓаните. Конкретно во моментот работиме на еден проект, тоа е изготвување на прирачник за чекор по чекор низ постапките на општината. И тој прирачник немаше да биде изготвен доколку вработените во општината секој посебно не ни помогнеше, значи за секоја постапка да ни објасни како е начинот на добивање на тоа конкретно решение што граѓанинот треба да направи, кои документи треба да ги собери. Исто така при спроведување на отворените денови, каде што граѓаните можат директно да дојдат и да им постават прашање на вработените во општината за таа област која што конкретно е на расправа на тој ден и на советниците. За жал можам да кажам и да констатирам дека само една мала група на советници не бойкотираат, така речено, и не ни доаѓаат на настани, додека поголемиот број од советниците редовно доаѓаат и им помагаат на граѓаните за сите проблеми кои што ги имаат и им даваат можност да поставуваат прашања кои што ги интересира и тие прашања да можат да ги дискутираат на наредната седница на совет и конкретно им нудат и решение за тие прашања, доколку во моментот дали советникот, дали раководителот на секторот не може да го каже одговорот на прашањето кое што го има граѓанинот, тој дополнително запишува податоците на граѓанинот за тоа прашање и лично го контактира потоа на граѓанинот со веќе спремен одговор. Па можам да заклучам дека во нашата конкретна работа, значи општината е целосно транспарентна и отчетна и ни помага значи во сите конкретни проекти кои што ги имаме, а и се надевам дека и понатака ќе биде вака транспарентна и отчетна како што е досега и дека ќе доаѓа на сите настани и ќе ни нуди помош во која што ние ќе можеме да им помогнеме и на граѓаните за решавање на нивните проблеми.
И исто така можам да кажам за анкетата која што ја спроведивме минатата година, а каде што граѓаните го дадоа своето мислење и својот глас за тоа што сакат да биде сменето во Струга и што сакат да видат во Струга. Тие резултати беа анализирани од страна на градоначалникот, па можеме да видиме дека од почетокот на годината до сега дека во Струга конкретно нешто се дешава. Ето градоначалникот изврши санација на кеот во Струга, направи неколку кружни текови со кои што го регулираше сообраќајот, па можеме да видиме дека нашата работа допринесе за подвижување на некои работи во градот. Почитувани, овде предлагам да направиме една кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме во студиото. Ние сме 99%. Почитувани, еве повторно назад во студиото на телевизија ТВМ. За оние од вас кои што сега се вклучуваат на нашата програма, мои денешни гости се Катерина Василевска од Локалната агенција за развој од Струга и уште една Катерина Талеска-Скепаровска од Центарот на заедниците исто така од Струга. Ајде да продолжиме онаму каде што застанавте. Се чини дека кај граѓаните многу е тешко, значи не успеваат можеби да видат кои се не крајните цели, ќе кажам, кои се бенефитите од делувањето на граѓанските организации. Се спроведуваат голем број на проекти, меѓутоа тие можеби не успеваат, што се вика, да ја видат големата слика. Како да им се покаже на граѓаните дека се делува во нивно добро, за нивно добро, спроведувајќи ги при тоа овие проекти, а во исто време и да се работи непречено на истите со оглед на тоа какви се етикети се лепат на граѓанските организации. Наједноставно е да се отвори веб страницата на некоја организација да се види што се прави организацијата. Да се отвори Facebook страната и преку сликите и видеата што се доставува, зборувам за организации кои што вистински прават и функционираат. Така има организации кои што воопшто ги немаат овие начини на информирање. Значи, секоја сериозна организација, ќе повторам, би требало да има начин за информирање, тоа најчесто е преку веб страна и Facebook. Едноставно отварате таму и гледате што прави организацијата. Ако се организирал настан со училиштата, гледате дека за тоа стои училиштето. Ако се организирал настан со општина, поканети се представници од општината. Ако се организирал, не знам, некаков си друг настан со бизнис секторот, поканети се бизнисмени. И не можете вие едноставно да фалширате 500 слики. Не можете лажно да направите извештај и да ги убедите сите медиуми да лажат за вас. Така, значи, самото присуство на медиумите и јавното објавување на тие фотографии и видеа е доказ дека се прават работите. Сега неинформираноста, значи, граѓанските организации имаат нормално ограничени средства и целта не е да се промовираме, мислам, туку целта ни е да завршиме одредена работа. Сега, да речеме, се отвара центар за лица со попреченост. Веројатно тоа би ги засегало на луѓето, на родителите, на фамилијата кои што имаат лица со попреченост. И важно информацијата да допре до нив. Јас знам дека денешното општество цело е посветено што се случува и да биде информирано, но ние не сме така, не сме ние Холивуд и не знам каков филм, па треба цела планета да се информира за нас. Треба да се информира тие што се засегнати, бидејќи работиме на проблеми одредени, решаваме проблеми, и тие луѓе да бидат во текст со тоа што се случува. А секако, достапноста на веб страниците на сите тие нови медиуми ја прави работата јавна и отчетна за сите кои што сакаат да го дознаат тоа. Така, колку се мерливи резултатите кои што се постигнуваат спроведувајќи одредени проекти? Со оглед на тоа дека некои од тие проекти третираат некои теми кои што се можеби не апстрактни, меѓутоа се малку погенерални или пак се поспецифични, се однесуваат на конкретни проблеми што не ги засегаат сите. Апсолутно се мерливе. Сега да не зборувам општо вака за да ме разберат луѓето подобро. Например, имаме проект со кој што се поддржува предприемништвото во средните училишта. И викаме, вклучени се 4 школи. Ги кажуваме имињата на школите. Ги кажуваме имињата на луѓето од тие школи кои што ни помагаат. Кажуваме вклучени се 40 ученици. Тие 40 ученици имињата јавно се достапни, така кои се вклучени, си се знаат и тие ги знаеме и ние. И имаме листи на учесници, така имаме евалуацијски листи и сето тоа во принцип се доставува до донаторот, до тој што го финансирал проектот. И до сите вклучени
партнери, значи апсолутно е мерливо. Кажувате вклучени се 4 екипи по 5 луѓе и имате слики на кои што се гледат 4 екипи по 5 луѓе. Не, тука е мерливоста. И сега за квалитативниот момент, така не знам, сакате да постигнете заекнување на предприемачките вештини. Тоа обично се прави преку евалуации, се даваат на учесниците пред да почне проектот, се прашуваат, например, прашање дали знаете што е предприемништво, што е за вас предприемништво, дали имате бизнис идеи. Истите прашања се поставуваат после завршување на проектот и тука се мери, се прави анализа и се мери дали тие научиле нешто ново во меѓувреме. И тоа се прави квалитативна анализа и тие извештаи во принцип треба да се достапни на веб страницата и на сите медиуми достапни за јавноста. И секој што е заинтересиран може да оди таму, да го види извештајот и да дозна и сам да процени дали е тоа направено, не колку е така, мерливо мора да биде. Во самиот момент кога вие поднесувате проект до некој донатор, тој ви вика како ова вие мене ќе ми го покажете. Како ќе ми покажете дека сте вклучиле 100 луѓе, 100 млади, 50 пензионери. Мора да имате докази. Во спротивно нема да ви ги исплатат парите кои што се наменети за активностите. Ниеден донатор не дава однапред, значи даваат одредена сума однапред и после завршување на проектот, доставување на сите извештаи, ако сметат дека се е регуларно, тогаш ги исплаќаат остатокот од парите, така да секоја невладина однапред мора да е спремна да ги заврши работите квалитетно, во спротивно сите ќе би останале без средства. Бидејќи говориме за влијанието кое што го имаат невладините или ќе се коригирам самиот граѓанските организации во општеството, не за да го нараните егото условно, кој од проектите кои што сте ги изготвиле или во не знам која сфера ве натерале да се почувствувате како навистина да ја одите и да ја извршувате мисијата која што сте ја поставиле на почетокот? Па секој проект допринесол на некој начин да се почувствуваме горди што можеме да допринесеме. Претходно, например, имавме еден проект за заекнување на лидерски вештини. Имаше серија обуки за заекнување на лидерството кај младите, мислам дека и учествува на некоја мисија. Пред тоа имавме еден проект за екологија, зелено и сино наспроти црно и сиво, во кој што ги поттикнувавме младите луѓе да размислуваат повеќе за екологија, да помогнат за така ширење на таа свест колку уникатно езерото што го имаме и дека мора да го заштитиме и шумите кои што се на нашите прекрасни планини. Сите тие активности оставиле некоја трага, колку и да била таа мала, оставиле некоја трага и тоа е позитивно. И како што кажувам, значи сето тоа може да се види на нашата веб страница најотворено, најавно и сите да се уверат во тоа. Скепаровска, ако младите луѓе, не само во општина Струга, која што ја представувате, генерално се чувствуваат на некој начин исклучени од можноста да имаат некакво влијание врз одлуките кои што се носат, пред се на локално ниво, бидејќи тие се најнепосредни, меѓутоа и на централно ниво. Кој пат би им го препорачале? Да бидат дел од некоја невладина организација и таму да побараат начин како да придонесат во општеството и да се почувствуваат дека нивниот глас вреди нешто, или пак она што верувам представува најлесна опција и која што за жал најчесто се практикува во оваа земја, а тоа е младите да стануваат членови на политички партии, бидејќи сметаат дека на тој начин најлесно ќе успеат да бидат чуени. Па добро, сега за жал нашата држава стана така партизирана да ако немаш партиска книжка не можеш да влезеш на работа, но јас би рекла ево на младите во општина Струга им се понуди можност, се оформи младински совет и гласот на младите може да допре конкретно до општината преку тој младински совет, па ги повикувам сите млади на општина Струга кои што сакаат да допринесат нешто да се смени во нашата заедница, да пристапат кон тој младински совет, не мора да пристапат кон некоја невладина организација, туку може да пристапат директно кон младинскиот совет и заедно со другите млади во општината да почнат да развиваат своји идеи, да поставуваат прашања директно до градоначалникот и до советниците и така да можат нешто да помогнат во општеството. Имаме ли граѓански сектор или граѓански организации во кои што луѓето навистина се групираат
кон она што всушност представува и главна цел, да се чуе гласот на народот, да се чујат проблемите на граѓанинот, на обичниот граѓанин, а при тоа да нема групирање од стилот ќе ги застапуваме проблемите или интересите на некоја верска заедница или на некоја етничка заедница, туку она што буквално и во вистинска смисла би требало да биде граѓанскиот сектор, сите да се третираат проблемите како проблеми кои што ги тиштат сите како граѓани на оваа земја. Подобро можете да видите Струга е конкретен пример каде што граѓаните не се делат, туку делуваат заедно, без разлика на националноста, верата, расата, возраста. Значи кога имаме некој конкретен проект, конкретен проблем, граѓаните делуваат сложно. Застануваат заедно и го кажуваат проблемот и бараат решение за тој проблем. Па и во граѓанскиот сектор мислам дека нема групирање според возраст, пол или националност, туку луѓето пристапуваат кон оние граѓански организации каде што го гледаат својот интерес во смисла дали граѓанската организација делува во областа на културата, во областа на младите, во областа на образованието. Мислам дека само тоа би бил критериум според кои граѓаните ќе пристапат кон на граѓанска организација, додека другите елементи не ги гледам како можност за групирање на граѓаните во некој од граѓанските организации или општо при решавање на некој проблем. Би дополнила, значи не секогаш група граѓани се здружуваат околу некој проблем. Може да биде проблем да речеме недостаток на центар, дневен центар за лица со попреченост. Тоа е проблем, очигледен. Така, но може да биде се здружуваат група лица за да вежбаат кошарка. Тоа е граѓанско здружување, прават кошаркарски клуб. Се здружуваат група лица за да ги зачуваат, не знам, културното наследство на власите, на Јабланица. Така, предпоставка. Се сочуваат група лица за да го зачуваат рисот во националниот парк. Значи не мора секогаш да биде проблем, туку може да биде заеднички интерес. Сите ние сакаме да танцуваме танго и ќе направиме танго клуб и тоа ќе биде граѓанска организација. И токму тоа е поентата на граѓанското здружување. А проблемите, да, може да се случи да се групираат и за проблем, но не секогаш. Не мора секогаш да биде проблем. Кога ќе дојде веќе да биде проблем, тогаш е проблем. Така, не, прашањето ми е дали се надмина во Македонија, ќе зборувам генерално, дали се надмина тој момент кога токму вакви групирања се правеа или пак граѓаните конечно согледаат дека треба да се обединат кога станува збор за прашања кои што подеднакво ги зафаќаат сите и ги третираат. Неминовно, понекогаш некои здружувања може неминовно да водат да се организираат одредена група граѓани. Не сите. Така, сега ние сме група од луѓе меѓу 70 и 80 годишна возраст, имаме проблем, немаме пристапни патишта во градот. Ние неминовно дека сите ќе сме стари и ќе се обединиме. Ме разбираш на што мислам? Значи, некогаш тоа не е дискриминација, едноставно природата на работата околу која што се здружуваме налага да сме сите ние стари. Налага да сме сите ние мајки со бебиња. Налага да сме сите ние, не знам, бодибилдери. И правиме бодибилдерско граѓанско здружение, буквално. Така, значи и некогаш може група граѓани да се соберат за некој проблем, но тоа се веќе граѓански движења. Така, имате граѓанско движење за заштита на екологијата, за заштита на... Тоа е друго, тоа е целосно движење во кое што може да влезат повеќе граѓански организации, може партии да се вклучат, бизниси, тоа е поголемо. Но самото граѓанско здружување во една организација може да биде многу микро, многу мало или поголемо, зависи тоа. И што поразноврсни се овие групации, тоа подобро. Што повеќе профилирани се, така, ние постоиме за екологија, тоа подобро. Значи, тука ќе се професионализираме. Имате, например, во идеална ситуација, во некои си идеални општества, така, општината им дава мандат, им дава за право на граѓанските организации да помагаат во одредени социјални услуги. Значи, општината Охрид, нас како организација позната што помага на стари лица, ни дава мандат, значи ни дава за право ние да се грижиме за домашна нега на старите лица. А бизнис секторот го помага тоа на тој начин што тука инвестира дел од своите пари, така, дел од профитот. И тука настануваат здружувања кои што се идеални, така, меѓу властите, меѓу граѓанскиот сектор
и меѓу бизнис секторот. И сите тие наоѓаат својата улога. И натаму би требало да одиме, а не да го гледаме граѓанскиот сектор како некои кои скокаат против бизнисот, а кај вас се парите, како некои кои скокаат против општината, а вие носите одлуки кои што нас не одговарат. Не, туку треба сите ние да најдеме каде можеме да се споиме, да направиме некое поголемо добро. А индивидуално секој за себе, никој не е идеален и ниедна организација сама за себе не може да знае се, нормално. Треба натаму да се стремиме. Ако зборуваме за влијанието општествено кое го имаат граѓанските организации, ајде, дајте ми една ваша оценка, како гледате, особено изминатиот период имаше голем број граѓански собири, ќе ги наречам, каде што група на луѓе се собираат да го искажат јавно својот став по одредени прашања, по одредени теми, па можеби на тој начин до некаде се подгреа надежта, ќе речам, кај граѓаните дека ваквиот начин на групирање може нешто да придонесе со оглед на тоа колку беа таквите здружувања актуелни во медиумите и значи граѓаните може и да ги видат на вистина како тие се случуваат пред нивните очи, па може би си рекоа ако се групираме и ако заеднички ги презентираме нашите проблеми, па дури може би некои можни решенија, дека ќе успееме нешто и да промениме. Да, јас верувам дека може да имат влијание. Видовме дека имаше, нели, почна со движењето на студентите, така, па потоа им се придружија професорите, потоа и некои други групации почна да се придружуваат и да се отворат се некакви нови фронтови. И секако тоа се гледа дека има влијание. Сега, дали тоа влијание ќе биде позитивно или негативно, и во целата таа разноврсна група на луѓе, кој каков интерес има, тоа не можеме да знаеме, така? Може би сите ние протестираме за чистата вода, но јас протестирам бидејќи сакам, не знам, имам намера да го продадам чистото езеро, а таа протестира во истата група бидејќи навистина сака да го заштити езерото за сите граѓани. Ние ќе протестираме со истата цел, но внатре секој од нас може да има различен интерес кога ќе се постигне таа цел. Треба на тоа да се внимава, така? Значи сите тие луѓе се обединија за нешто, но понатаму како тоа ќе се развие навистина може само да претпоставуваме, не е се така црно и бело. Внатре има многу различни групации кои што не знам, се надевам дека сите се обединија за вистинска добра цел. Но ќе видиме. Прашањето ми беше во смисла дали чувствувате дека она што го правите или што сте го правеле во изминатите години, спроведувајќи ги вашите проекти, чувствувате дека има реално влијание во општеството и дека нешто сте успеале да промените благодарение на вашите активности? Да. Во таа смисла и генерално колку граѓанските се извинувам организации реално ја имаат моќта да бидат носители на промени во македонското општество конкретно. Да, за нашата организација верувам дека имала и дека постигнала промени, дека сите кои што поминале низ нашите активности, пред се младите, бидејќи многу често работиме со млади, сите кои што поминале низ нашите обуки, верувам дека и самите ни кажале дека имаат многу придобивки понатаму. Полесно наоѓаат работа, подобро се снаоѓаат, имаат вештини кои што им помагаат брзо да се протнат така на пазарот на труд, што е секако голема предност. И во таа смисла сигурно сме постигнале влијание, дека сме постигнале голема општествена промена, не можам да кажам, нормално, затоа треба да си организација која што брои членство. Така, ние сме мала локална организација на крајот денот. А за граѓанскиот сектор, дека има потенцијал, има потенцијал. Дали тој потенцијал се користи, има сега некои иницијативи да се искористи, допрва треба да видиме кој би било влијанието. Каде истото прашање, дали се користи потенцијалот? Да, јас би се надоврзала на Кате и би кажал дека во изминатата година можеме да видиме дека граѓанскиот сектор имаше покажа, значи, големо влијание особено во Република Македонија. Тоа можеме да го видиме со законот за хонорарците, нели се превзеде иницијатива за укинување на тој закон. Ние како центар бевме дел од иницијативата за собирање потписи за укинување на законот за хонорарци. И од таа иницијатива можеме да видиме дека граѓанските здруженија, кога заедно ќе се здружат, можат да направат промени во општеството. Значи, баравме укинување на тој закон и во тоа успеавме.
ги собравме потребните подписи кои што беа, излеговме на телевизија, кажавме што му недостига на законот и зашто тој закон не треба да постои, и ето, законот беше укинат. Значи, доколку граѓанските здруженија во Македонија заедно се спојат и увидат и некој друг проблем, сметам дека тој проблем ќе се надмине. Тоа ли е таа мотивација што им недостига да? Значи, на државно ниво, кога сите граѓански организации би зазеле еден став и би работеле за доброто на сите организации во државата, да бидиме, значи да не бидиме поистоветени со власта, туку дека ние сме посебна единка и дека секој од нас работи лично за доброто на општеството во кое што делува, сметам дека може да имат позитивни промени во оваа општество. Доколку бидеме сложни. Така, има ли изгледи тоа да се случи со оглед на податокот кој што ми го кажа предходно дека 136 ли беа? Да, 136. Па добро, за жал кажавме дека мал број од граѓанските организации во Струга се активни, но тие кои што се активни се во меѓусебна соработка и секојдневен контакт, и сметам дека за некои поголеми проекти или за некои поважни настани во општеството, дека тие би делувале заеднички, дека со тоа би допринесле нешто да се смени и да се подобри ситуацијата. Добро, мене ми останува да ви се заблагодарам за вашето денешно гостување. Се надевам дека со овој разговор, со оваа дебата, со прашањата кои што ги отворивме, на некој начин придонесовме малку повеќе да се има увид во тоа што всушност работат граѓанските организации и која е нивната моќ првенствено да влијат во општествените промени кои што му се потребни на секое општество. Ви благодарам што бевте мои денешни гости. Благодарам. Почитувани гледачи, јас само ќе напоменам дека ова издание на емисијата 99% од оправдани причини беше снимено предходно, меѓутоа верувам дека тоа на никој начин не придонесе да се намали квалитетот на денешната дебата. Јас ви советувам да останете на програмата на телевизија ТВМ, а со некои нови содржини во 99% се гледаме веќе наредниот вторник. Ние сме 99%.